Во денешната интервју разговараме со професор доктор Јасмина Чаловска, редовен професор на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, член на Националниот совет за безбедност и здравје при работа. Во досегашното искуство има објавено над 150 научни стручни трудови, извештаи, монографии и така натаму. Навистина, незината биографија е обемна. Професор Чаловска, најпрво би сакала да ви посакам добре дојде и да ви се заблагодарам што и да во денешната интервју имаме можност да разговараме на тема безбедност и здравје при работа. И јас ви благодарам за поканата. Најпрво би ве прашала, вие доаѓате од академската средина, колку младите имаат предзнаење за терминот безбедност и здравје при работа? Па вака, како човек кој што доаѓа од академската средина и како професор на Машинскиот факултет, кој што е институција која што мислам што има најголема традиција во оваа област, туку е институција која што практично ги произведе првите кадри, првите инженери по заштита при работа, можам да кажам дека младите студенти, особено студентите на техничките факултети, знаат за поимот безбедност и здравје при работа. Областа безбедност и здравје при работа е опфатена во многу студиски програми и предмети, наставни предмети. Меѓутоа би рекла во секоја област, да речеме конкретно. Во која смисла? На Машинскиот факултет има повеќе студиски насоки и секоја студиска насока обработува областа од свој аспект, би рекла. Значи, во делот на производно машинство, во делот на машини, алати, технологии, студентите се запознаваат со основните мерки за намалување на ризиците при работа со, да речеме, високоризични машини, како што се преси, чекани, ножици и така натаму. Понатаму, во делот на заварување, значи начинот на заштита при заварувањето и заварувачките техники, внатрешен транспорт, понатаму работа со садови под притисок, организацијата на работењето, ергономијата исто така, учат на кој начин да креираат, односно на кој начин да дизајнираат производи кои што ќе бидат безбедни за ракување, употреба и така натаму. Меѓутоа, сепак би кажала дека тоа не е доволно. Значи, не е доволно само да знаеме за некои мерки на кој начин треба да се заштитиме при работата. Иако во принцип сите повреди и професионални заболувања произлегуваат од начинот на ракување со опремата за работа и од материјалите кои што се користат. Меѓутоа, сепак, безбедноста и здравје е многу по-комплексна област, која што, знаете сами, опфаќа многу пошироки полиња за работа, во смисла на, да речеме, обуки, програмите за обуки, понатаму микроклиматските услови во кои што се работи и така натаму. Значи, на Машинскиот факултет ние реализираме студиска програма на втор циклус на студии, управување со системи за безбедност и здравје при работа, каде што оваа комплексна област е навистина опфатена во целиот свој обем. На таа програма учествуваат 6 факултети, значи факултетот за електротехника и информацијски науки, понатаму технолошко-металуршкиот факултет, градежниот факултет, економскиот институт и медицинскиот факултет, значи покрај Машинскиот факултет. Така да овие студенти кои што продолжуваат своето образование на овие студиски програми, не морам да напоменам дека ние имаме 4 универзитети во Република Македонија кои што имаат акредитирани студиски програми во оваа област, и на додипломски и на постдипломски студии, значи продуцираат кадри кои што се интекако способни професионално да одговарат на сите предизвици кои што ги носи оваа професија, ова занимање. Колку е значено образованието, нели, како една основа, како една подлога во оваа област? Видете, ние во сите проекти, во сите програми, во сите работилници во оваа област што ги работиме, постојано како основна цел, дури и во Националната стратегија за безбедност и здравје при работа, ја наведуваме културата на превенција. Значи, нема подобра превенција од превенција во смисла на образование, и тоа образование од најмален возраст.
Значи, ние сега можеме да зборуваме за високо образование, од каде што нели доаѓа. Меѓутоа, кога зборуваме за култура на превенција, треба да зборуваме малку понасед. Значи, култура на превенција се развива од најмали нос, почнувајќи од градинката, преку, значи, од предшколската возраст, преку основно образование, средно, па дури понатаму нели во високото образование. Ако се запрашаме која развива културата на превенција кај нас, да речеме, на жалост немаме баш многу луѓе кои што се посветени на оваа област или институции. Значи, моje мислење е дека освен да речам ентузијасти кои што работат во здруженија за безбедност и здраве при работа, кои што професионално работат во оваа област, понатаму општествено одговорни компании кои што за среќа од ден во ден стануваат се поголем и поголем број, и научно-образовните институции нема други кои што подобро може да ја развијат оваа превенција на култура, култура на превенција. Во таа смисла ние не смееме да дозволиме да еден млад човек, без разлика дали доаѓа од техничките факултети или од општествените науки, прв пат се соочи со поимот безбедност и здравје при неговото прво вработување. А на жалост тоа често се случува. Само поради тоа што тоа не е законска обврска на работодавачот. Такво нешто не смееме да дозволиме. Во таа насока, да речеме, би ги споменала и медиумите, каде се тука медиумите. Значи, дали сте виделе вие билборд за безбедност и здравје при работа, како што имаме билборди за заштита на животната средина? Имаме ли некаква порака која што упатува на превенција или пак на, да речеме, проектирање на едно здраво работно место или слично? Значи, медиумите немаат некаков профитен интерес од областа и, на жалост, ја споменуваат областа само кога ќе се случи некоја повреда или кога имаме, да речеме, обележување на денот на безбедност и здравје при работа. Значи, до таа насока мора да работиме, меѓутоа, во однос на вашето прашање за значењето на образованието, мислам дека тоа е првиот чекор во развојот на таа култура на превенција. Во директен контакт сте со студентите. Кои се нивните проблеми, предизвици при стекнување на нивното прво работно искуство, особено како стручно лице по безбедност при работа? Тука наидуваме на еден проблем кој што се надевам дека набрзо ќе се реши, иако веќе подолг период трае. Именно со донесувањето на Законот за безбедност и здравје при работа уште во 2007 година и со почетокот на имплементацијата на проценката на ризик и стручните лица воопшто, се воведе еден услов или критериум за полагање на стручниот испит од 5 години работно искуство. Значи, тој критериум или предуслов беше донесен во период кога во Република Македонија ние немавме многу кадри од оваа област. Значи, се на се, званично, кадрите кои што беа едуцирани токму во оваа област, беа инженерите во заштита при работа, кои што произлегува од студиските програми, односно интердисциплинарната студиска програма на Машинскиот факултет. И јас мислам дека на бројка беа околу 132 дипломирани инженери, што е сосема апсолутно недоволно. Така да тој предуслов беше тогаш поставен да мора да имаат вработените најмалку 5 години искуство во оваа област како предуслов за да го полагаат стручниот испит. Меѓутоа, од тогаш наваму, веќе напоменав дека 4 универзитети во Република Македонија имаат акредитирани студиски програми кои продуцираат инженери сосема одговорно, тврдам, спремни професионално да одговорат на сите барања на имплементација и одржување на системите за безбедност и здравје при работа, кои што сега, како млади, што туку завршени инженери од областа на безбедност при работа, имаат проблем при вработувањето. Од причина што немаат 5 години работно искуство за да можат да го остварат правото за полагање на стручниот испит. Ова во многу дебати е дискутирано, значи на највисоко ниво, ние како Машински факултет поднесовме иницијатива и до Министерството за труд и социјална политика да се исклучи овој услов за сите инженери кои што дипломирале или магистрирале во областа на безбедност при работа. На тој начин ќе ни се овозможи на овие млади кадри да можат да, што би рекле, да си го најдат своето место под сонцето, односно
ќе им возможиме да работат во областа во која што се едуцирале. На овој начин некако е стручниот испит поставен над академските студии, што сметам дека не би требало да биде така, затоа што тие млади инженери, повторно, значи, не ги исклучуваме од системот, тие ќе го полагаат стручниот испит и треба да добијат овластување од Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа, да не ги тераме тие млади луѓе кои што се посветиле на таа област, да работат 5 години, да не речам било што, за да го остварат правото за полагање на стручен испит. Затоа што работодавачите, знаете, секогаш кога работуваат млади инженер, тие сакаат да имаат човек кој што ќе може да одговори на сите барања на тоа работно место, а едно од тие основни предуслови е да биде стручно лице. Присуствувате исто така и на дебатата која што организираше Македонското здружение за заштита при работа и Сојузот на синдикати на Македонија во однос на студијата за функционирање на бипартитниот диалог во компанијата. Кој е вашиот став за заклучоците и препораките кои произлегуваат студијата? Сите заклучоци и препораки кои што се донесени во таа студија се во насока на јакнење на диалогот помеѓу би рекла сите чинители во системите за безбедност и здравје при работа, а не се малку. Значи, ние имаме навистина еден систем каде што почнувајќи од вработените би рекла, па до државните институции на највисоко ниво, секој има своја многу битна задача, секој има своја многу силна алка во тој синџир кој што представува систем за безбедност и здравје при работа. Ние во многу наврати сме рекле дека имаме добри закони и подзаконски акти исто така, дека регулативата е на некој начин оформена, иако недостасуваат се уште делови кои што треба законски да се оформат, меѓутоа што се случува на ниво на работните организации. Значи, таму каде што навистина имплементацијата на системите треба да роди со некакви резултати. Што тоа значи? Не е само ние да ги задоволиме сите оние барања кои што стојат во законот. Значи, ако ние го имплементираме системот само за да го имплементираме поради законската обврска или поради тоа да не бидеме казнати, ние немаме никакви бенефити од тој систем. Бенефитите се во самата работна организација на ниво на работникот и на работното место. Во таа насока, во хиерархијата, да речеме, во системите за безбедност и здравје при работа, посебно на оваа дебата беше потенцирано местото на представникот од редот на вработените и синдикалниот представник. Значи, моје мислење беше дека се уште сме ние на ниво, не секаде, меѓутоа генерално, да овие личности се случајно избрани личности поради задоволување на законската рамка, што не сме да се случи. Значи, представникот од делот на вработените, покрај сите оние права и обврски кои што се дефинирани во законот, треба да биде лице кое што има и соодветен авторитет, лице кое што секој предлог кој што ќе го даде дали на стручното лице за безбедност при работа или пак на работодавачот, ќе биде респектирано и ќе биде навистина прифатено. Во таа насока потребно е да се додефинира профилот на лицето, односно на представникот од редот на вработените, и во делот на неговата едукација, и во делот на неговото искуство, па и да речеме критериуми за некаков избор. Ова особено се однесува на синдикалниот представник, кој што беше внесен во таа хиерархија, нели, со последните измени на законот, каде што апсолутно не е дефиниран начинот на кој што се избира синдикалниот представник, а од кого работодавачот треба да бара мислење во однос на проценката на ризик и изјавата за безбедност. Вие многу добро знаете дека стручното лице, покрај тоа што мора да има завршено факултет од техничките струки, понатаму треба да има положено стручен испит, има обврска за континуирана едукација, значи дефинирано исто така со законот, мора да работи низа работи, значи во описот на неговите активности, односно неговите обврски,
практично ја има главната советодавна улога на работодавачот од областа на безбедност при работа, да врши надзор, да направи програми, понатаму да пишува упатства, учествува во ниво концепт изјавата за безбедност и така натаму, значи многу одговорна функција. Наспроти тоа има представник од синдикатот кој што треба да даде мислење за неговата работа и за проценката на ризик. Значи, јас да не бидам погрешно разбрана, апсолутно не сум против изземање на синдикалниот представник од целиот овој систем, меѓутоа мора да се дефинираат критериуми и за негов избор, а и за критериуми за неговата едукација, односно неговото образование, неговите знаења практично и вештини кои што треба да ги има за да може да учествува во овој систем кој што е исклучително комплексен. Споменавте дека се потребни измени. Дали сметате дека е потребно и дополнување во Законот за безбедност и здравје при работа? Јас веќе споменав дека ние имаме добра законска легислатива во оваа област, меѓутоа ќе потенцирам добра. Тоа значи дека ништо не е толку добро да не може да биде подобро. Особено во нашиот закон за безбедност и здравје при работа со многу измени, некои работи се одземаа, некои работи се додадоа, така да сметам дека во некој дел треба да дојде до појаснување и до дефинирање на некои работи, а и во некој дел да речеме и изземање, особено во дел во законот каде што со многу додадени членови се дефинира начинот на полагање или на стручниот испит, тоа апсолутно, иако не сум правник, сметам дека треба да биде во посебен правилник дефинирано, а да не биде во самиот закон. Така да во таа насока сметам дека треба да се додефинираат некои работи, не само во делот на полагањето на стручниот испит, туку во делот и на едукацијата и на представникот од редот на вработените и во делот на едукација и изборот на синдикалниот представник. Бидејќи доаѓаме од сферата на образованието, значи несумнено дека ќе повторам пак, едукацијата и образованието се практично основа на се, па и во оваа област, така да суштината практично и заклучокот од сите овие наши дебати, од сите овие наши работилници, проекти, студиски програми и се она што го правиме, значи е само зајакнување на свеста на сите нивоа, значи од најниското до највисокото, во насока на развивање на превенција на култура и во насока на подигање на свеста за значењето и на самото образование во областа на безбедност и здравје при работа. На техничките факултети, во рамките на одредени предметни програми и на студиски програми различни, студентите се запознаваат со основните принципи на системите за безбедност и здравје при работа. Оти тоа е неминовно, затоа што учат како да конструираат, учат како да работат, да произведуваат и така натаму. Меѓутоа, кога станува збор за студентите од општествените науки, сметам дека многу малку знаат за безбедноста при работа. Само така, на тој начин можеме да бидеме сигурни дека сите млади наши кои што произведуваат од овој наш образовен систем ќе бидат запознати што тоа значи безбедност на работно место и како можеме да креираме здрава работна и животна среда. Благодарам навистина за овој разговор. Секогаш велам дека темата за безбедност и здравје при работа е навистина широка и сеопфатна и може навистина долго да разговараме. Ќе ви се заблагодарам и уште еднаш и се надам дека соработката заедничка со Македонското здружение за заштита при работа ќе течи и понатака и заеднички ќе се бориме на некој начин да допринесеме за напредување на безбедноста и здравјето при работа кај сите засегнати страни. Секако, благодарам уште еднаш на поканата.